Добро вечер, дневник на ТВ+. Започнуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Усвоена програмата за туристичка промоција на градот. Продолжува судскиот процес за диво населје. Кошаркарски клуб Куманово, Ракучевиќ сака да го напушти тимот. Со организација на Чевларска шопинг тура и изработка на веб страница за промоција на градот, надлежните планираат да привлечат туристи во Куманово. Визит Куманово е насловот на страницата која треба да ги содржи сите информации кои може да предизвикаат интерес кај еден турист. Оваа предлог програма вчера беше промовирана пред советниците во Советот. Тие ја поздравија иницијативата, но се согласија дека првин треба да се уреди градот, а потоа да се прави реклама. Општина Куманово годинава ќе работи на програма за туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во градот. Оваа предлог програма вчера се најде на дневниот ред на Советот на општина Куманово. За таа цел веќе изработена веб страна насловена Визит Куманово. Страната во моментов функционира на македонски и англиски јазик, а наскоро ќе биде преведена и на албански. На неа може да се видат речиси сите туристички локалитети во североисточниот плански регион, угостителски објекти, односно се она што може да го интересира еден странец. Од Оделението за стратешко планирање и локален економски развој на Куманово истакнаа дека освен веб страната, планираат да започнат со реализација на Чевларска шопинг тура. Чевларска шопинг тура се работи веќе скоро година дена, значи е разговарано со сите чевлари, внесено е, значи се работи исто така на скорошна промоција. Идеја е од она што се случува во Штип или во другите градови каде таму е текстил брендиран, па по 10 автобуса во сабота и недела се во Штип, а го користат тоа нели после да отидат на Пастрмајнија, значи нешто слично е предвидено и во Куманово со оваа Чевларска шопинг тура, затоа што и до сега има сабота, недела или овие денови, значи доаѓаат или поединачно или организирано веќе за да купуваат чевли, затоа што дефинитивно еден од брендовите на Куманово е и чевларството. Тој информираше дека за оваа цел ќе бидат искористени средствата кои се собираат од туристичка такса. Советниците имаа поделено мислење за програмата, но се согласија дека првин треба да се уреди градот, а потоа да се размислува за промоција. Дајте нешто покрај автопатите да направиме. Во оние индустријски зони кои ни се на располагање од државата. Да има некоја атракција, да е некој бренд. Нашиот единствен бренд измислена личност е на плоштадот Нова Југославија и тука завршува туристичката атракција. Се сликаме со Батко Ѓоргија и тука се завршува. Промовирањето на нашиот град зависи првенствено од секој нас индивидуално, но и од проектите што ќе ги реализира нашата општина. Проектот Визит Куманово е добар проект. Граѓаните треба да имаат можност и по електронски пат, и со флаер, и на било кој друг начин, особено оние кои што доаѓаат во Куманово или пред да дојдат да се запознаат со Куманово. Куманово навистина има што да покаже. Но за жал состојбата во каква што е градот и генерално државата, ако ги погледнеме генерално главните туристички центри во државата, Охрид, па да го споменеме Крушево, состојбата е уште полоша. Тие потенцираа дека градот има со што да ги привлече туристите, но за тоа ќе биде потребно првин инфраструктурно уредување и чисто Куманово. Во тек е поднесувањето на годишна даночна пријава во Управата за јавни приходи. До вчера во даночното оделение Куманово пристигнале 11.981 пријава од граѓаните на Куманово. Надлежните апелираат да се запази рокот и до 15 март сите даночни обврзници да ги пријават приходите. Тоа може да го сторат и електронски преку пошта. 11.981 годишна даночна пријава се примени во даночното оделение Куманово заклучно со вчера. Обврска да ги пријават приходите имаат сите оние граѓани кои што освен од плата, пензија или од земјоделска или самостојна дејност во 2015 година оствариле и приходи од кири, издавање на имот под закуп, авторски права, индустријска сопственост, исплата на дивиденди, капитална добивка од продажба на учество во капитал и недвижен имот, добивка од наградни игри во износ поголем од 5
6.000 денари, приходи остварени од игри на среќа преку специјализирани интернет страни, лични примања од странство, работно ангажирање во амбасади, мисии на меѓународни организации и слично. Граѓаните кои во 2015 година оствариле приходи по основ на надоместок од договор за дело, авторски договори и други договори за кои постоеше обврска за плаќање, значи на социјални придонеси, за така наречените хонорарци, согласно значи одредбите на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување во примена од 1.1.2015 година до 31.7.2015 година, потребно е да се искажат соодветно и во годишната даночна пријава во зависност од видот на исплатата. Работодавецот и фирмите кои вршеле исплати на приходи во изминатите години имаат законска обврска најдосна, значи до 25 јануари 2016 година, да издадат збирна пресметка во која ќе бидат искажани вкупните износи на исплатените приходи, платени од персонален данок и придонеси во 2015 година. До 15 март треба да се пријават и приходите остварени преку интернет, информираат од Управата за јавни приходи. Граѓаните имаат обврска да ги пријават приходите остварени преку интернет, трговија, услуги извршени преку специјализирани страни, како што се фриленсер, Upwork и други. Поставување на реклами на сопствени интернет страни, прогнози, дојави на типови за спортски надпревари и други дополнителни приходи надвор од нивните плати и пензии. Подсетуваме дека работното време на Управата за јавни приходи даночно одделение Куманово е од понеделник до петок од 8:30 часот до 18 часот и сабота од 8:30 часот до 14 часот. Истовремено подсетуваме и за можноста на поднесување на годишните даночни пријави преку даноци и преку пошта. Во Република Македонија се примени 248.291 годишна даночна пријава, од кои 1211 преку даноци, односно електронски. На ниво на регионална дирекција Штип примени се 56.029 годишни даночни пријави. Исто така, сите обврзници на персонален данок на доход, регистрирани како трговци поединци, како физички лица кои се занимаваат со земјоделска дејност, со занаечиска дејност и лица кои вршат услуги или слободни занимања, пополнуваат даночен биланс, значи ПДД, ДБ и биланс на приходи и расходи, образец Б, и задолжително го поднесуваат до Управата за јавни приходи по електронски пат најдосна до 15 март 2016 година, како и до Централниот регистар на Република Македонија. Во врска со поднесувањето на годишна даночна пријава и пријавувањето на приходите, денеска во Управата за јавни приходи Куманово се одржа обука на книговодителите. Инаку надлежните посочуваат дека Управата за јавни приходи воспоставила пракса за обука и едукација на сметководителите на теми кои се актуелни во тековниот месец, а таквите активности ќе продолжат и во наредниот период. На крстосницата од улиците Тонко Димков и Бајрам Шабани вчера во сообраќајна незгода возилото ФАП со кумановски регистарски таблички, собственост на јавното претпријатие Македонски шуми, која го управувал 63 годишниот ВК, удрило во пешакот СА 40 годишна. Повредената жена поради здобиените тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош во општата болница е пренесена во ургентен центар Скопје. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа на Севера Куманова. Изминативе 2 дена транзитниот центар Табановце го напуштиле 40 мигранти од Авганистан и Ирак. Побегнале во период кога во кампот поради лошите временски услови немало електрична енергија неколку часови. Во прифатниот центар повеќе од 3 недели престојуваат мигранти од Авганистан и други земји, а во меѓуграничниот појас веќе 4ти ден група од 400 бегалци живее во шатори. 22 авганистанци и 18 мигранти од Ирак изминативе 2 дена избегале од транзитниот центар Табановце. Тоа се случило во период кога поради лошите временски услови кампот останал без електрична енергија. Мигрантите од Авганистан кои што повеќе од 3 недели се на Табановце велат дека вакви случаи имало и порано. 25 дена сум во кампот. Не сакам да се вратам назад. Ние изгубивме се што имаме. Сакаме да живееме мирен и безбеден живот во Германија. Ги оправдуваме оние кои што побегнаа бидејќи сите сме очени. Сите оние кои што имаат пари се обидуваат да заминат од тука.
Многу потешка е состојбата на групата од 437 мигранти, претежно од Сирија, кои што веќе четврти ден се во шатори во меѓуграничниот појас. Со оглед на тоа што од синоќа не престанале врнежите од дожд, мигрантите денеска со лопати правеа ископи за да не се задржува водата покрај шаторите, а расте и бројот на лицата на кои што им е потребна здравствена заштита. Кога пристигнавме овде, Србија ги затвори границите. 4 дена сме тука, врне и многу е студено, а има многу деца и жени. Не сакаме да се вратиме во кампот, бидејќи освен што имаме проблеми со афганистанците, сакаме да извршиме притисок да не пуштат српските власти да го продолжиме патот. Дека во меѓузоната ситуацијата е алармантна, апелираат и хуманитарните организации. Од УНХЦР потенцираа дека состојбата е многу тешка, бидејќи 50% од мигрантите под шатори се деца, од кои половина до 5 годишна возраст, а меѓу нив и 31 бебе. Засега се уште не се знае што ќе се случува со мигрантите откако беше затворена Балканската рута. Роднините на полицајците кои загинаа во борбените действија од 9 и 10 мај минатата година во Диво населје, денеска присуствуваа во судот во својство на оштетени. Тие рекоа дека во граѓанска постапка бараат одштета за смртта на нивните сакани и дека се приклучуваат кон кривичниот прогон. Пред судот сведочеа и двајца сведоци, син и татко, чија куќа се наоѓа на 100 метри од локацијата каде што се случија немилите настани. Тие istakнаа дека поради обврските во тој период не поминувале многу време во домот. Додадоа дека имаат големи трауми од настанот и ниту една година подоцна не сакаа да мислат на тоа што го доживееле. На следните рочишта треба да сведочат дел од сведоците на основното јавно обвинителство и одбраната, а потоа и заштитените сведоци. Риболовното друштво Магдам од 15 јануари издаде 140 годишни дозволи, од кои 17 се на државно ниво, а останатите за ривирот на Крива река, кој што е под концесија на друштвото. Од риболовното друштво посочија дека рибарите мора да внимаваат на датумите кои се однесуваат на забраните за лов на одреден вид на риба. Од друга страна посочуваа дека реките на Кумановскиот регион се богати со риба. Риболовното друштво Магдам, кое што постои десетина години, од 15 јануари започна со издавање на дозволи за ловење на риба во ревирот на Крива река, кој што е под нивна концесија, но и на државно ниво. До денеска од Сдруженијето се издадени 140 дозволи, од кои 17 се на државно ниво, а останатите се за реките кои што друштвото ги држи под концесија. Од друштвото посочуваат дека оваа година има голем број на заинтересирани млади риболовци, кои риболовот го разбираат како спорт и ја почитуваат рибарската етика. Риболовните дозволи се издаваат за различни временски периоди. Постојат годишни, дневни, 7-дневни и 15-дневни дозволи. Нашата концесија започнува од реката Кратовка, со реката Кратовка и кај се влива Крива река, па се до течението на реката Пчиња, кај се влева Крива река во Пчиња. Од 18 години секој може да биде риболовец и да лови. Треба со тоа да има легитимација која важи за цела држава. Таа легитимација. Без таа легитимација не може да биде ова. Дневните дозволи не се издаваат на лице место, иначе мора преходно да уплатиш на жиро сметка на здружение и после да одиш да ловиш во реката. Рибочуварот на риболовното друштво Магдам Стојмановски посочува дека покрај тоа што реките во Кумановската околина се богати со риби, риболовците треба да внимаваат на забраните за ловење на одреден вид на риба во одреден временски период. За ловење, значи, сега периодот што наидува ова од април, таму ќе почне забрана на бојник, па се после оди по врсти на риби, завршува 15 таму, од 15 април до 15 мај, па завршува после оди кленот, па попадика се изменично. Значи, нема целосна забрана, поетапни по риби. Реките се многу богати и ова сега, овој дош, овие реки што ќе најдодат, риба, значи, во изобилство има. Во доволен број, рибата се појавува, има излезено доста, пошто сега рибата веќе се спрема за да оди за мрез, да се мрести, така. Кумановските реки најбогати се има Бојник, Попадика, Мрена, Клен, Плашка, во нашиот ревир таму, а во овие други има и Шаран, има
сом може да се најде во другите реки. Од риболовното друштво изјавија дека казните за рибокраците се големи, но затоа пак цените на дозволите се ниски. Рибочуварот Стојмановски изјави дека бројот на несовесни рибари се намалува и дека љубителите на овој спорт се почесто се одлучуваат да зема дозволи. Треба секој кој мисли да оди да се извади дозволи, пошто дозволите не се скапи. Тоа е ништо, годишна дозвола 650 денари, мислам дека е срамота кој не извади. Несовесни рибари имаме до она година имаше доста, се намалува, значи бројот имаме доста поднесено. Пријави се намалува, бројот има, некои пак најда така, али во изобилство се губи веќином. Тоа има некои групи, али се на се ќе дојде крајот. Рибочуварот Стојмановски посочи дека во Кумановскиот регион нема загадени реки во кои што не смее да се лови. Стојмановски посочи дека и реката Кумановка во последно време располага со голем број на риби. Сепак апелира до несовесните граѓани кои фрлаат отпадоци во реката Кумановка да бидат повнимателни затоа што отпадоците се единствената пречка поради која риболовците не ловат во неа. Центарот Жарко Ракучевиќ сака да го напушти кошаркарскиот клуб Куманово по 8 одиграни надпревари. Уште во првиот надпревар против Работнички, Ракучевиќ ги истакна своите квалитети и на повеќе мечеви имаше водечка улога во тимот. Најслаба партија пружи на минатиот надпревар од 19-то коло, кога постигна 6 поени, 6 скокови, 1 асистенција и 2 украдени топки. Од клубот ги демантираат информациите дека договорот со Ракучевиќ е раскинат, иако тој не е во Куманово. Отаму посочува дека Ракучевиќ сака да ја искористи ситуацијата во клубот за да замине во австријски тим, каде што би имал поголема плата, но договорот нема да биде поништен доколку клубот не добие одштета за предвремено прекинување. Центарот Жарко Ракочевиќ го напушти кошаркарскиот клуб Куманово. Ракочевиќ пристигна во Куманово во јануари на почетокот на зимските подготовки, кога тимот го водеше поранешниот тренер Страшо Тодоровиќ со цел да ја засили екипата за освојување на трофеј годинава. Во тој период во екипата на Куманово пристигна и младиот центар Александар Андреевиќ, кој дојде во клубот од редовите на КК Струмица. Од Андреевиќ се очекуваше дека ќе биде солидна замена за Ракочевиќ во моментите кога првиот центар одмара. Првата изјава на Ракочевиќ како дојде во клубот, во која што изјави дека е задоволен од ростерот кој што во моментот го имаше Куманово, беше оптимистичка. Тој посочи дека големиот број на репрезентативци кои играат за тимот, доколку се вклопат, клубот ќе може да направи одлична екипа. Ракочевиќ претходно играше за екипата на Пакш во Унгарија. Управата на тимот на Пакш, поради повредата која што го отргна од теренот месец дена, ја прекина соработката со него и тој дојде во Куманово со цел да се врати во формата која што имаше пред да се повреди. Ракочевиќ потпиша со клубот договор кој истекува до крајот на сезоната, но со самото доаѓање тој изјави дека соработката ќе зависи од повеќе фактори и од тоа како ќе се одвиваат работите во клубот. Првиот надпревар на Ракочевиќ за тимот на Куманово, воедно и по повредата, беше првиот меч од втората полусезона против екипата на Работнички на домашен терен. Куманово го доби мечот против Работнички со резултат 83:67, а Ракочевиќ имаше 10 поени, 10 скокови, 4 асистенции и 1 блокада. Ракочевиќ одигра 8 надпревари за клубот, вклучувајќи го и мечот против Работнички во Купот на Македонија. Мечот против Работнички во Купот беше и најдобриот за Ракочевиќ, на кој што постигна 25 поени и 9 скокови. Најлошиот надпревар му беше против екипата на Кожево од минатото 19-то коло, кога имаше 6 поени, 6 скокови, 1 асистенција и 2 украдени топки. Со заминувањето на Ракочевиќ од тимот, Куманово се соочува со сериозни проблеми на центарската позиција. Младиот Андреевиќ се соочува со повреда и нема играно уште од Купот на Македонија. Трансфер периодот е затворен, но од управата на клубот посочува дека договорот со Игор Биелиќ уште не е раскинат и тој е подготвен да се врати во клубот. Дополнителни проблеми се што Биелиќ се уште е повреден. Клубот се надеваа дека повредата би требало да се санира за 20 на дена. Кошаркарскиот клуб Куманово соопшти дека договорот со Ракочевиќ се уште не е раскинат, иако тој не се наоѓа во Куманово. Оттаму додаваат дека црногорецот сака да искористи новата ситуација во клубот и да замине во австријски тим, каде што ќе има поголема плата. Нагласуваат дека не се вистинити тврдењата дека Ракочевиќ си заминал поради недоразбирање со тренерот Страбиновски. Од управата посочуваат дека договорот нема да биде раскинат доколку на клубот не му се исплати оштета за предвремено раскинување на договорот. Времето денеска во Куманово беше облачно со дожд, а дуваше речиси тивок југозападен ветер. Максималната температура се искачи до 10 степени Целзиусови, а минималната се намали до 8 степени.
За утре метеоролозите најавуваат умерено облачно време со дожд, при што дневната температура ќе достигне 14, а утринската ќе се спушти до 8 степени Целзиусови. Ова беше се за денеска. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.